Ако сакаат да се запишат на факултет, учениците од стручно образование ќе полагаат академски испит. Наместо во банка, студентите на УКИМ за услугите ќе плаќаат онлайн. Државата донесе стратегија за ментално здравје на младите. Здраво на сите и добре дојдовте во новата епизода на Вестите за млади Шорткат. Јас сум Нина, ова се најважните настани од минатата недела. Почнуваме веднаш. Започнуваме со информација која се однесува на средношколците идните матуранти. Според предложените измени на Законот за средно образование од следната 2025 година, учениците од средните стручни училишта ќе полагаат академски испит ако сакаат своето образование да го продолжат на факултет. Според предлог законот, по завршувањето на последната година гимназиско образование, учениците ќе полагаат државна или училишна матура, како и досега. По завршувањето на последната година во меѓународната програма за средно образование пак, учениците ќе полагаат меѓународна или државна матура. Откако ќе ја завршат последната година на стручното образование со 4 годишно трајање, матурантите ќе полагаат стручна матура. А по завршувањето пак на последната година на стручното образование со 2-годишно, односно со 3-годишно трајање, учениците ќе полагаат завршен испит. Средношколците од средното уметничко образование ќе полагаат уметничка матура. Министерот за образование Јетон Шакири кажа дека процесот на полагање ќе го реализира Државниот испитен центар и дека тие ќе ги подготвуваат прашањата за тестот. Мета МК и Портал МК и понатаму ќе ја следат оваа тема и ќе ве информираат за сите нови информации. Професори асистенти на Универзитетот Свети Кирил и Методи направија систем со кој се овозможува студентите да ги плаќаат услугите на факултетите онлайн. Студентите нема да мораат повеќе да чекаат ред за да уплатат во банка на шалтер, ниту пак ќе мора на студентски прашања да приложуваат доказ дека платиле за одредена услуга, туку онлайн и во реално време системот ќе овозможува увид во плаќањата. Онлайн плаќањето за сега функционира само на 5 факултети, а идејата е оваа можност наскоро да ја користат студентите на сите 22 единици на УКИМ. Погледнете за што се работи. Нема повеќе чекање на шалтер во банка или во пошта за да се завери семестар. Студентите на 5 факултети при УКИМ имаат можност да плаќаат онлайн за обврските што ги имаат кон факултетот. Надлежните планираат ова да им го овозможат на студентите на сите 22 факултети и 9 институти при УКИМ. Професорот Иван Чорбев од Финки, кој работеше на креирање на овој систем, објасни како функционира овој начин на плаќање, како и за обуките кои ќе следуваат за вработените на студентски прашања. Студентите за семестралните уплати, но и за документи и други уплати можат да си плаќаат онлайн со кредитни картички. Во првава година започнавме внимателно и инкрементално, најпрви само со факултетот Финки, без агресивни кампањи, туку повеќе полека во соработка со помал број студенти, за потоа да се охрабриме и да го расшириме на околу 5 факултети во првата фаза, електротехничкиот факултет, ветерина, фармација, економскиот факултет. До сега системот евидентирал повеќе од 10.000 реализирани трансакции во вредност од над 550.000 евра. Бенефитите за студентите се големи, бидејќи провизиите се пониски, но и поедноставно е да извршуваат уплати од дома или од странство. Дали може да се случи некој студент да биде оштетен, односно да не се евидентира трансакцијата што ја направил? До сега не се случило и нема да се случи никој студент или факултет да биде во позиција да се изгуби трансакција. Така што секој ден се прави синхронизација со самата банка, запис по запис и трансакција по трансакција, и за 10 денари, за 20 денари секогаш се прави синхронизација и комуникација за да се коригираат извештаите доколку има неконзистентности. На ФЕИД студентите веќе плаќаат онлайн за услугите. Анита Јовановска, студентка во 4-та година, вели дека ги платила ЕКАТА кредитите за овој семестар. Прифаќаат, но нели мора да се во хартиена форма, со тоа што уверението и потврда за редовен студент може да се извадат преку АјНО системот, со тоа што чинат околу 100 денари,
Но доколку, пример, сакате да земете потврда за редовен студент од студентска служба, тогаш не треба да плаќаш ништо и секако административната такса е платена во банка, не е онлайн платена, затоа што тоа не е безплатно. Продолжуваме понатаму. Вкупно 15 доктори на науки и дури 550 магистри во моментов седат дома без работа. Податоците на Агенцијата за вработување за декември покажуваат дека од лицата кои чекаат вработување, најбројни се оние од областа на правните и економските науки. Од невработените лица магистри на наука, според областа во која магистрирале, најбројни се од профилот магистар на правни науки, економски науки, по бизнис администрација, инженер-архитект, магистар по политички науки. Од невработените доктори на наука пак, според евиденцијата, невработени се доктор по економски науки, доктор по политички науки, по информатички науки, јавно здравје, филолошки науки, социјални работи, педагогија и друго. Од агенцијата вела дека на лицата со високи титули им се нуди работа преку различни програми за вработување, но тие најчесто одбиваат, бидејќи сметаат дека понуденото не е соодветно за нивното образование. За крај информираме дека е усвоена Националната стратегија за ментално здравје на млади 2024-2026 година, која беше подготвена од Националниот младенски совет на Македонија. Оттаму велат дека усвојувањето на стратегијата е од особена важност затоа што според истражувањата 64% од младите се соочуваат со депресија, 55% со стрес, 58% се борат со анксиозност, а 56% имаат самоубиствени мисли. Стратегијата се фокусира на проактивни мерки и активности за спречување и рана интервенција на проблемите со менталното здравје кај младите. Ја нагласува и потребата за намалување на стигмата и подигнување на свеста за менталното здравје и има за цел да го подобри пристапот до квалитетни услуги за менталното здравје на младите. Од Националниот младенски совет на Македонија бара доследна имплементација на стратегијата. Со ова информација го заокружуваме ова издание на Шорткат. Пишете ни на Инстаграм и ТикТок ако имате некои сугестии или предлози за вестите за млади и секако читајте рубриката ЦТРЛ на Мета Мака. Се гледаме следниот четврток во истото време. Поздрав!